Најден пат почнавме една нова серија која се вика Гласот од пустината. И како што гледате по дизајнот се работи за беше со Ребека кога зборев, сакав да ми направи дизајн од 90-тите, кога навистина светот во кој живееме се промени малце, не малце, туку многу се промени преку интернетот, комуникацијата се смени, културата се смени, едноставно многу работи се сменија со доаѓањето на интернет. И како што спомнавме еден пат, инспирација за оваа тема ми беше едно видео од Дейвид Боуи, снимено во 99-та година, во кој тој зборува за ефектите кои ќе го има интернетот врз светот во кој живееме. Искрен да бидам, мене повеќе ме фасцинираш, иако Дейвид Боуи предвидуваше што ќе се случи, како ќе се случи. Интересно дека погоди многу нешта. Тоа што мене најмногу ме фасцинираше беше уствари каков увид имал тој човек во културата, во уметноста, во состојбата на општеството во тие моменти. Во многу аспекти навистина гледал на нештата пред најголем дел од нас да воопшто да размислува, да разбереме што ќе значи тоа за светот. Фокусот на првата проповед која зборував ми беше Јован Крстител. Јован Крстител е многу познат, како да кажам, лик од Библијата, и ако го гледате на икони, тој е сегаш со разбушавана коса, облечен во партали, пошто таков му е профилот во Библијата, многу интересен, кој, иако по изглед и форма бил далеко од поп културата во првиот век, сепак неговата порака била на јазикот на културата, без притоа да ја менува содржината на неговата порака. Тоа е многу важен аспект. Верувам дека во најголем дел, тоа за мене како проповедник ќе биде еден од најголемите предизвици до крајот на мојата служба, едноставно да ја зборувам вистинската порака на јазикот на кој луѓето кои живеат во 21 век ќе ме разберат. Сега, Јован во вистинска смисла на зборот, како што кажа, беше онака како што Исус зборува. Беше во светот, но не од светот. Исус, Јован Крстител беше во светот, но не беше од светот. Изгледот на Јован беше чуден, но не беше смешен. Понекогаш ние, посебно во протестантската традиција, затоа што сакаме да се на некој начин преку културата, преку јазикот на културата да ја искомуницираме евангелијата на колку што е можно поразбирлив јазик, понекогаш ние стануваме смешни. Јован Крстител беше чуден, но не беше смешен, затоа што ја зборуваше вистината која длабоко резонираше во срцата на луѓето и беше многу релевантен за тоа што го зборува. Тој не зборуваше за нешто што било пред 1000 години, не знам што. Дури да го зборуваше тоа, што било пред 1000 години, тој зборуваше за тоа каков ефект тоа пред 1000 години има на нас сега и денес. Пораката која го прашаа тој всушност имаше порака релевантна за неговото време и која културолошки беше применлива за неговото време. Тој зборуваше за царот, зборуваше за верските водачи, тоа беше релевантно за неговото време. Животниот стил на Јован Крстител беше безкомпромисен. Немаше апсолутно никаков компромис. Иначе Јован Крстител во првите 50 години бил попопуларен лик од Исус. Кога апостол Павле оди низ тој познат свет таму, помеѓу еврејската заедница, каде што се ширило христијанството, апостол Павле налетал на една група која слушна само за Јовановото крштение. Многу познат лик бил, многу познат пророк. Светот во многу нешта се има променет од времето на Јован Крстител. Мислам дека ќе се согласите со мене во таа изјава. Како изгледа светот денеска? Во каков свет живееме ние денес? На кој јазик зборува светот денес? Тоа е многу важно прашање, затоа што ако не го зборуваме јазикот кој е разбили денес, едноставно нема да знаеме како да зборуваме. Интересно ми е дека една од тие работи кои многу се смени е говорот. Како зборуваме, како комуницираме. Глобалната комуникација и дали треба секогаш да се прашаме дали зборуваме на начин на кој не разбираат. Пред 7-8 години ептен популарни беа тие Vines видеа, како се вика? Vines, да.
не знам дали се сеќавате, вие што бевте, тие кратки видео од колку 5, 6, 7, 8 секунди, во кои се пренесува порака. Значи тоа е многу кратко видео. И со Фани се обидовме да се контекстуализираме, да видиме што е тоа Vines. И пуштивме компилација на Vines и гледаме нешто не ни е смешно, нешто оди од една на друга работа и не сакаме што е работа. Додека после некое време, после неколку минути гледање, не знам колку видеа таму изгледавме, сфативме дека уствари за видеото да има смисла, треба да го прочиташ насловот. Устварот треба да прочиташ зашто се однесува тој Vine, за да знаеш што да гледаш таа пародија која правила така натаму. Така да после неколку минути се адуциравме и после не стана многу смешни. Устари се смеевме многу. Во многу аспекти глобалната комуникација станува комуникација преку слики, преку мимс, преку карикатури. Едноставно на тој начин комуницираме многу и тоа станува се популарно и популарно. Преку некаков краток израз сакаме да искомуницираме многу. Очекуваме сликата секогаш да зборува повеќе од 1000 зборови. Тоа е нашето очекување. Очекуваме секоја слика, секој израз, секоја карикатура која ќе постираме или ќе ја кажеме, очекуваме тоа да зборува повеќе од 1000 зборови. Очекуваме. Таква е таа комуникација денес. Црквата, јас секогаш размислувам во контекстот на црквата, затоа што очигледно работам во црква. Дали воопшто го разбираме или воопшто се обидуваме да го разбереме ние тој јазик на денешницата. Во многу аспекти преку јазикот кој се зборува денес го изгубивме ние достоинството. Во многу аспекти. Премногу е присутна вулгарноста, безсрамноста е насекаде, сексот секогаш продава. Читав една лекција овие денови од тие едни материјали што ги преведуваме за малите групи за проучување на Библијата. И секоја лекција почна со една кратка приказна. И тој теологот кој ја пишува таа лекција вика во мојот кампус кај што студирал пред неколку време, вика едноставно на постерот видов со огромни букви пишуваше секс. Јас одам да прочитам што е тоа. Вика, одам го читам ова и само гледам доле со мали букви. Вика, сега кога го привлековме твоето внимание, ако сакаш приклучи се на овој како се вика на бейсбол тимот и така натаму. Отприлика и видам што сексот продава свашта, нели? Се е на продажба, ништо повеќе не е свето. Понекогаш карикатурата за црквата го има и тоа не смееме никогаш да го забораваме. Јас сега ги кажам тие пародични, можеби и вулгарни работи, само да ви кажем една многу важна работа. Никогаш не знаеме на кој начин Господ може да ги искористи тие комуникации за да ја комуницира својата надеж, својата слобода на ова создание. Една од тие работи кои биле многу вулгарни за првите христијани е еден графит пронеден во Стариот Рим на една од тие урнатини таму, каде што во втори век за еден човек по име некој си Алексоменос, нацртан е Алексоменос и тоа е исмевање, тоа е карикатура како се поклонува на човек кој е распнат со магарашка глава. Карикатурата е за Исус, дека и пишува таму Алексоменос го слави неговиот Бог. И се тоа што е интересно, во втори век тоа е страшна вулгарност за верата, за црквата и така, тоа е смејување. Но што се случува? Се случува следно. Доаѓа момент кога во црквата се дебатира дали Исус е човек или е Бог или не се дебатира, устилот еден кажа, слушај, Исус е само човек, не е Бог и така натаму. И тогаш разговараат добро што размислувале првите следбеници на Исус. Едно од тие да кажеме на атеистите и па и на комунистите било дека Исус бил нормален човек, учител, со тек на времето црквата го направила идол, Бог го направила и сега за да ги заплашува луѓето. Прашањето е што верувале првите христијани за Исус. Карикатурата, која датира од втори век, е еден од најраните онака солидни и црсти докази за тоа што црквата верувала за Исус од многу ран период. Самата карикатура која го исмеува христијанството покажува дека црквата од секојаш за Исус верува дека е Бог. Интересно. Како Исус таа вулгарност, како Бог таа вулгарност ја користи за една друга цел. Не ни познак прашање што верувала црквата од најрани
денови за Исус, кој е тој, дали е човек само и дали е Бог. Има уште една работа. Имаме една забрзана, една прогресивна промена на нештата. Стално нешто ново се случува. Ако вчера било нешто популарно, денес е нешто друго, утре ќе биде нешто трето и така натаму. Нештата се менуваат многу брзо. Така да се менува и јазикот. Верувате, јазикот многу се менува. Ако сте го читале Крсте Петков, Мисеков, ќе кажете како е овој јазик, човече. Тоа било само пред 100 години, не пред многу време. За мене најдобар пример е цртанот Пепелашка. Сте го гледали Пепелашка? Да. Кога бев 95-6 година, во Осек додека живеевме со моите, го имавме Пепелашка на видеокасета и само тој го имавме и тој се гледаше секој ден, прилика 100 дена. Танки си Пепелашка се гледа, тоа е тоа. Интересно е дека ако гледате Пепелашка, таму таа Fairy Godmother, како се беше таа самовилата, која облекува Пепелашка, која од тиквата прави кола од глувците, коњи и овоно, и кажува, и нели правилото е до 12 сат дома, пошто нели ќе отиде магијата. И кога ја испраќа Пепелашка, вика: "Оди, биди среќна." И знаете ли кој збор го употребува таму? Be gay. И сега, be gay пред 6 години и гей сега има тотално различно значење. Поентава ми не е сега да зборам за некаква политичка коректност или што е. Поентава ми е дека јазикот се менува многу брзо. Многу брзо. Затоа да кажеме, многу важен е аспектот на тоа библиски, да кажеме, текстуален критицизам, во тоа да видиме на кој начин луѓето во први век размислувале, пишувале, што мислеле под одреден збор, и тоа е цела наука е тоа. Следна работа за која сакам да зборам за што се менува е плуралноста на погледот и значењето и обяснувањето на нештата. Како што вели Дейвид Боуи во тоа прекрасно видео, кој ќе го препорачувам да го гледате, пишете само на YouTube Дейвид Боуи за интернетот и ќе видите 6 минути, вау. До некаде се од 80-тите години има сингуларност во познатите вистини и познатите лаги. Се знае што е вистина, што е лага, отприлика тоа е како некој консензусинг. Веќе после 70-тите години има распад на тој систем, на таа сингуларност, и веќе за секоја ситница има 2, 3, 5, 10 погледи на нештата. Едноставно не може да се согласиме за една работа дали таа работа е така. Веќе општеството не е кохезивно и не е во согласност дури во најосновните дефиниции. Денеска зборуваме за најосновните. Има еден моментално пародија реално во америчкото општество. Веќе никој не знае како да одговори на тоа прашање. И тоа јас го читам. Интересни се сите тие дискусии кои ги водат. Прашањето што е жена. Тој моментално станува најкомплексното прашање во западното општество. Затоа што ако го дефинираш, ти можеш да исклучиш некој. Сега ако ги вклучиш сите, па и едноставно не можеш да одговориш на едно нормално прашање, затоа што и тој има свој тек, тоа е само една анализа, повторно, не зборам за тоа како, дали и така натаму. Сите имаме различни погледи на нештата и тоа е реалноста. Има исто така и распад на природниот поредок. Например, како би да сме имале наследено поглед на работите за како треба да се живее во семејство, во општеството, за кој како да води да управува, тоа е веќе распад система. И тука се појават многу фрикции помеѓу, да кажеме, старата генерација, новата генерација. Има луѓе, верувате, семејства кои не зборуваат едни со други, со години, знаете ли зошто? Затоа што они како деца требало први да кажат вака, а деца викаат, па они ако се родители требаше они вака да направат, и сега веќе 20 години не зборат затоа што кој што требало да направи. Имаме различни дефиниции за како треба да течат работите, како треба да комуницираме, кој прв почнал. Ако сте го гледали Ничија земја, кој први почел рат? Туку кој држи пушката, уствари тој кажа кој први почел рат и обвинува другиот. Отприлика имаме такво нешто во општеството. Резултатот е следен. Имаме пораст на нервозата и нетрпеливоста во општеството. Страшен пораст. Имаме анксиозност. Имаме да кажеме, например, самоубиството и самоповредувањето е луксус на развиените земји. Тоа го нема многу во тие малце по-неразвиените земји. Во Африка ретко некој ќе му падне на памет да се фрли од некој мост. Тоа е трагедија. Кога ќе го додадеме интернетот во равенката и виртуелниот свет, во кој всушност соговорникот
и ти и не мора да го гледаш, лесно стануваш безчувствителен и брутален. Не знаете колку пораки има примерно од луѓе кои не воопшто не ме познаваат, а толку лесно ќе ми пратат некоја порака која е брутална, која е страшна да се прочита. Се прашам дали тој човек да стои сега пред мене, ќе ми го каже тоа во лице. Мислам дека нема шанси. Тоа може да го напишеш само тогаш кога си сам пред екран и кога нема човечко битие пред тебе. А само за тебе се е виртуелно, безчувствително и може да се историш како сакаш. Прилика во една таква свет живееме. Враќањето кон нештата кои резонираат длабоко во човекот и кои идат подлабоко од галамата во која сме окружени, јас верувам дека тоа е клучот. Нештата кои резонираат подлабоко, таа галама во која сме окружени. Окружени се во секаква галама. Без разлика на каков е јазикот сега во овој момент, каква е културата, тоа е една голема галама која е извучна и визуелна и во секој аспект веќе. Имаме милион екрани во секој дом. Сите се борат за нашето внимание. Еден од тие познати ликови на балконот се викаше Бонавентура Дуда. Тој е еден од тие предводници во југословенската писменост кој го превел Новиот Завет на хрватски, на модерен хрватски јазик. Јас имав чест да го возам еднаш од Осијак за Загреб и зборував со него. Значи 3 сати можам да зборувам со таа неверојатна личност, светски познат теолог. И ми беше чудно затоа што нема телевизор дома и некои такви работи. Океј, стари човек, дека 85-6 години беше тогаш. Може не пораснал со телевизор. Не вика вака, јас едноставно знам дека преку тие медиуми наместо да дозволам информацијата мене да ме најде, да ме брка, сакам јас да имам таа слобода да ја најдам информацијата. Тоа беше многу интересно. Зашто никош не сум размислил така. Едноставно го бара твоето внимание. Сите тие елементи од нашето општество, како и да се монополи кои се обидуваат да го добијат твоето внимание, ќе те бркат на секаде. На секаде. Уште не сум спремен за смартвач, затоа што и тука ако почнеш да ми вибрира, тоа е мислам тоа е супер. Може сум малку постар, више не знам. Како и да е. Верувам дека враќањето кон изворот, кон она што резонира длабоко во душата на човекот, е вистинскиот пат. Кажано на модерен начин. Има некои зборови кои се толку универзални, кои кога се кажани во било која епоха резонираат многу длабоко. За една работа јас зборувам многу често тука. Таа работа се вика плодот на духот. Во Галатјаните 5 глава апостол Павле ќе каже дека плодот на духот е. Слушајте внимателно сега. Љубов, радост, мир, благотрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Зарем во свет на нетрпение и на омраза нема потреба од љубовта? Зарем во свет на тага не е потребна радоста? Како звучи тоа? Зарем во свет во кој има војна не е потребен мирот? Зарем во свет на нетрпеливост не е потребна долготрпеливоста? Зарем во свет на безчувствителност не е потребна благоста? Зарем во свет на злонамерност не е потребна добрината? Зарем во свет на промискуитет и недоверба не е потребна верноста? Зарем во свет на бруталноста не е потребна кротоста? И зарем во свет на лакомството и зависта не е потребна воздржливост? Како изучат тие работи? Апостол Павле во први век ќе каже дека нема закон против тие нешта. Не постои закон против тие нешта. Тие се некои нешта кои длабоко резонираат во душата на човекот. Од каде да доаѓа? Љубовта длабоко резонира. Воздржливоста, кротоста, благоста, добрината длабоко резонираат во душата на секој човек. И како треба ние тоа да го примениме? Имаме други проповеди во кои ќе зборувам ја за плод на духот и како тој дух, тој плод
расте во секој од нас, кој е толку суштински плод за секој еден од нас. Нешто кое верувам дека зборува повеќе од сите зборови, од сите слики кои ги постираме. Јас можам на интернет да постирам што сакам и да се представам, јас понекогаш, како да кажам, и сведок сум и за другите, ама и за себе, дека понекогаш сум во искушение да градам некој профил кој нема врска со мене. Виртуелно јас сум прекрасна личност, совршен. Но ако некој ме искуси, дали тоа на вистина ќе го искуси од мене? Тоа што го представувам таму. Верувам дека плод на духот зборува и комуницира многу повеќе. Резонира многу подлабоко од било кој зборови, од било која слика јас ќе може да постирам некогаш или ќе ја прикажам било каков израз. А како треба тогаш? Ќе ви кажам како еден постар човек ме научи на еден принцип. Се каже Дедо Мане. Дедо Мане беше од едно село Колешино, таму е мајка ми. И тој човек, неговиот дедо уствари, знаете аферата со Мис Тон. Неговиот дедо ги има чувано златниците за Мис Тон. Значи, што да ви кажам, приказна каубојски филм. И тој Дедо Мане ме сакаше многу, мислам дека Вале го знае Дедо Мане. Дедо Мане Изев, како и да е. Пошто он беше музичар, јас бев музичар и некако така ни се споја жичките и се сакавме еден со друг. И тој и цело време му ветував. Сега следното лето кога ќе дојдам, ќе те посетам, и така 2-3 години му ветувам на човекот без да го посетам. И еднаш бев во Колешино, се поздравам со него. Викам, Дедо Мане, како си? Добро. Викам, ќе дојдам некој ден, вика, Живко. И ми ја цитираше Библијата тогаш кога најмногу ми требаше. Вика вака: твојот збор да биде да, не да биде не, што е повеќе од лукавиот е. Тоа е она што еден майк дроп. Он не знаеше што е таму, јас го вау. Тоа е тоа. Викам, на вистина е така. И отидов, морав да отидам затоа што онака бев опресведочен да го видам човекот и беше многу мило што го видов реално. Но ти се зборови кои Исус ги кажува. Вашето да биде да, не да биде не. И според мене тоа е еден од тие први чекори на враќање кон достоинството кој го имаме. Зборување на јазикот кој вистински ќе го разбере светот. Што Исус прави со овие зборови всушност? Во поширокиот контекст, ако видите на овие зборови, тоа се наоѓа во Матеј 5 глава, 37 стих. Исус ја разложува целата општествена категорија на ветувања, колнења, на тој некој општествен интегритет кој овие си го изградили. Значи, ако се заколнеш во себе, значи тој има одредена тежина. Ако се заколнеш во храмот, тој има уште поголема тежина и не знам што. Имат некој таков градацијски систем на за што е вистина, што не е вистина и колку можеш да му веруваш на некој, колку не можеш да му веруваш на некој. Исус ја поедноставува и ја сведува на тоа што било на самиот почеток. А што било на самиот почеток? На самиот почеток знаете ли што било? Заповедта не лажи. За нас тоа е преедноставно, па сакаме да го искомплицираме. Но кога Исус ги кажува тие зборови, вашето да биде да, не да биде не, звучат свежо и зборуваат длабоко како и самата заповед. И откриваат човечката творба да го изманипулира системот ако може, затоа секогаш кој ќе ја крши таа заповед, да ја оправда некако или да го прикрие своето лажење со комплексен систем на ветување и лажна светост. Евреите не дека не ја знаеле заповедта не лажи? Мислам дека и сите ние знаеме таа заповед, без разлика дали сме христијани или не. Не лажи, лажењето барем не сум го сретнал во некој било каков светоглед или систем да биде некаква вредност. Едноставно, општеството не е одржливо ако тоа е вредност. Заедница не може да постои ако тоа е вредност. Не лажи е вистина и за нас, ама и за сите други. Не дека тоа тие не го знаеле. Но тие направиле еден огромен систем на лажна светост во кој тие и да лажат, тоа ќе биде во ред. Исус таа заповед ја кажува на начин на кој, на свеж начин на кој тие ќе ја слушнат и длабоко ќе резонира повторно во нив. Back to the basics. Назад кон изворот. Не лажи. Значи, твоето да биде да,
а не да биде не. Што е повеќе од лукавиот е. Точка. Што ќе додадеш на тоа? Исус на некој начин те става и каже и да додадеш на тоа да знаеш што е повеќе од лукавиот е. Заповета во суштина зборуваше многу повеќе и тоа сакам да го разбереме ние. Заповета не лажи, многу повеќе зборуваше за тоа кој Бог е. Како Бог се открива, отколку за тоа што ние треба да го правиме. Знаете ли зашто? Затоа што ние и да го знаеме тоа, ние пак не можеме да го исполниме тоа во целост. Јас, кај да е, пак ќе излажам. И пак ја прекршам таа заповед. Заповедите кои Бог ги дава, на некој начин се откровение за кој тој е, за неговиот карактер, за неговата природа. А во неговата природа нема лажење. Кога тој го повикува својот народ, на тие заповеди тој ги повикува да ја рефлектираат неговата природа назад во општеството. Да се биде Божи народ, значи да не лажеш. Во старата Грција, една од поголемите фрустрации во општеството била фактор дека боговите бараат висока моралност, тој идеал што тие го бараат од луѓето, а самите тие богови биле далеко од таа моралност. Само затоа што им се може. Да кажеме, Херкулес не е плод на љубов, тој е плод на силување. Сегете. Значи, го имате тоа силување и старите грци во многу аспекти имале нетрпение кон тоа што уште бараат од нас се овие богови, веќе жртвувавме све живо. Отприлика тоа го читав. И интересно да се има еден таков поглед на тоа општество. Бог од Библијата, од друга страна, е друг. Јас само да прашам што во нашата култура поробува на еден сличен начин како кај грчките богови кои поробувале. И луѓето биле свесни за тоа. И на кој начин Исус зборува во нашата култура? Ја рефлектира токму таа природа на интегритет, природа која резонира во секоја култура и во секоја епоха. Можеме да бидеме сигурни дека ќе бидеме сведоци, ако ја анализираме нашата култура, на неконзистентноста на карактерот на било која власт. Императорот, ако у мене ме прашате, секогаш е гол, секогаш е соблечен. Секогаш можеме да го видиме неговиот срам. Секогаш. Фарисеот секогаш е лицемер, почнувајќи од мене. Во нашата култура, ако сме доволно искрени и ако доволно анализираме, ќе ги видиме сите тие, да кажеме, падови во сите можни институции. Но приказната од Библијата станува уште подобра. Сликата за Исус покрај неговата божественост е кој беше тој како човек. Денес луѓето бараат човек. Подобар не може да најдат од Исус. Ако во Грција боговите биле митологија, не митологија според дефиницијата која ние имаме денес. Денес кога ќе кажам тој е митолошки, ние веднаш подразбираме тој не е вистинито, тој е фантазија, научна фантастика. Од древна Грција митологијата е дел од природата. Тој е продолжеток на природата. Тоа не е нереалност. Тој е само невидливиот дел од природата. Во контекстот на Исус, тој стана дел од историјата и беше човек. И тука лежи тајната на таа христологија, во самиот концепт на Исус, на тоа дека Исус беше Бог, но дека тој беше и човек. Каков човек беше Исус? Или подобро да прашам каков човек е Исус? Ќе прочитам еден дел од Евангелието според Јован, кој верувам дека ќе открие некои работи. Ќе го прочитам клучниот разговор, но после ќе дадам една приказна, позадинска приказна да видите за што се случува. Исус зборува с една жена од Самарија и жената после краток разговор со Исус вели вака. Јован 4 глава 19 до 24 стих. Жената му одговори: Господи, гледам дека си ти пророк. Нашите татковци се поклонуваа на оваа планина, а вие велите дека во Јерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. Сега да застанам тука само да видам една мала позадинска приказна. Евреите и самаријаните во тогашно време тие живееле едни до други и класика не се сакале. Не се сакале, се мразеле едни со други. До толку што евреите ако требало да одат од еден крај на друг крај, не оделе преку територијата на самаријаните, туку ја кружеле
кружеле пат кој знае колку километри само да не статнат на нивна почва. Толку не се сакале. Исус седи таму, Исус е веќе во Самарија, Исус не му е гајле за таа работа. Тој зборува со жената и жената приметува дека тој е пророк. И сега го прашал, чекај сега, нашите татковци зборуваат за ова планина, вие зборувате за другата планина, кој е светото место и тука е целиот моабет. На која планина треба да се поклонуваме? Исус и рече: жено, веруваме дека доаѓа време кога ни на оваа планина, ниту во Ерусалим не ќе се поклонувате на Отецот, на Теос, на Бог. Вие му се поклонувате на она што не го знаете, а ние се поклонуваме на она што го знаеме, зашто спасението е од јудејците. Но иде време и веќе дошло кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат со дух и со вистина. Жената прва работа која го прашава Исус пред овој разговор е вака: како ти, евреин, бараш вода од мене, пошто Исус беше жеден, а жената беше на кладенецот да наполни вода, бараш вода од мене, жена, и тоа самарјанка. Зошто жената тука доживува шок? Таа доживува шок на повеќе слоја. Како прво, Исус е на територијата на Самарија. Тоа е шок сам по себе. Исус е евреин, таа гледа, Исус бил рабин, значи имала една од тие, како да кажам, плаштови или туника некоја која го одвојува од општеството дека е рабин, дека го има тој статус, но гледа дека тој е рабин. И вика: како ти како евреин зборуваш со мене, жена, и тоа самарјанка? Значи, како првиот шок, Исус се наоѓа во Самарија. Шок број 2, тој зборува со жена. Сега, нели, we have come long way. Во првиот век, во еврејското општество, жената го немала тој статус како што има жената во денешно време. Тој зборува со жена. Трет шок, тој зборува со жена самарјанка. Тоа уште еден шок кој жената го има, не и се верува. Четвртиот шок, жената сакаше да го прикрие со религиозен муабет, ама Исус ја пресрна таму каде што таа воопшто не очекуваше. Самиот факт дека жената доаѓаше да полни вода на пладне, културолошки значи дека таа всушност била отфрнена од своето општество. Другите жени не сакале да полнат вода со неа. Една мора да оди на пладне, кога никој не оди да полни вода. Зошто? Исус го открива тоа во муабетот. Вика да викни го машти, оно вика: ама јас неам маш, вика. Исус вика: добро, управо си, пошто имаше 5 и ова е сега 6, што ти остави не ти ни маш. Вика: вау, ти си пророк. Па да. Исус зборува со неизе и го зборува јазикот на кој таа може да го разбере. И не само тоа. Исус ја повикува во тоа следбеништво, во таа ситост, да никош повеќе не биде жедна и никош повеќе да не биде гладна во животот. И таа одговора на тој повик не затоа што Исус и го објасни значењето на кладенецот на Јаков на кој се наоѓаат, и на храмот на кој треба да се поклонуваат, и на планината која е поважна. Исус не оди у тој муабет. Кога таа прашава: чекај се, на која планина се поклонуваме? Исус не каже: добре, се историски гледано, тука не, Исус не го ни почнува тој муабет, не влегува во тие муабети. Исус разговара за нешто кое е многу важно. Исус оди преку таа поп култура, преку таа галама која била тогаш во тој момент, визуелна и звучна како што гледаме, оди до сршта на човекот. Тоа што е навистина важно. Оди преку сите тие работи, преку сите тие муабети. Оди таму каде што вистински човекот има потреба. А таа жена беше жедна. Жедна беше за живиот Божи збор, беше жедна за надеж, беше жедна за простување, беше жедна за спасение, беше жедна за прифатеност, беше жедна за љубов, и Исус тоа го знаеше. Исус оди преку сите тие религиозни теолошки муабети во сршта на потребата на таа жена. Мир, простување, обнова, надеж, вистина. Жената сето тоа го прими од еден разговор со Исус, затоа што Исус не се задржа на површината да дискутира кој е што и од каде и кој прв почна. Жената го слушна тоа не затоа што таа имаше теолошко образование, туку затоа што Исус го зборуваше јазикот на кој таа
разбра. Тоа е многу важен аспект. Апостол Павле го зема тој пример и го следи во секој разговор што го има, без разлика дали зборува со евреи, дали зборува со грци, дали зборува со пагани, дали зборува со каков и да е. Апостол Павле го зема тој пример. Тој не ја менува теологијата, тој го менува јазикот, на кој луѓето можат да го разберат. Гласот на вистината останува и мора да остане глас на вистината. На тоа сме повикани да бидеме јасен глас на вистината. И за крај сакам да прочитам еден текст кој оваа недела многу ми зборуваше на мене. Кој е гласот на вистината? Која е вистината? Тоа е прашањето кое Пилат го постави на Исус. Која е вистината? Тој тоа го прашање го постави од каприц, од незаинтересираност, од арогантност. Која е вистината? Остилот, знаеш ли кој збориш? Јас може да те убијам сега или да те спасам. За каква вистина ми збориш ти? Пилат не беше ни свесен дека тоа прашање оди многу подлабоко во тој момент кога го праша. Која е вистината? Која е вистината во која живееме? Ќе прочитаме Ефесијаните 5 глава 1 до 20 стих. Тука апостол Павле Ефесијаните ги повикува на еден живот во кој верувам дека секој еден од нас е повикан, не само што е повикан. Јас верувам дека секој од нас длабоко копне да го живее тој живот. Но често пати нема сила. Копнеме да го видиме тој живот во нашите блиски, во нашето општество, да го видиме тој живот кој сега апостол Павле овде го опишува и ја повикува црквата во Ефес. Да биде тоа светло на вистината, да бидат тие носители на таа вистина, да бидат оние кои преку кои вистината ќе биде видлива, ќе биде толку привлечна, што без зборови луѓето ќе ја разберат пораката. Преку целата галама, преку сите слики со кои се бомбардирани, тие ќе погледнат на нечи живот и ќе ја видат вистината, ќе го видат плодот кој излегува таа вистина. Апостол Павле до Ефесијаните 5 глава вели вака: и така, угледајте се на Бога како деца возлюбени и живејте во љубов, како што и Христос ве возлюби и за нас се предаде себе си како принос и жртва на Бога за пријатен мирис. Што е апостол Павле? Сакајте се еден со друг. Жртвувајте се еден за друг. Само прегорно живеете. Гледате го интересот на другите пред вашиот интерес. А блудство и секаква нечистота или пак користолюбивост воопшто да не се спомнуваат меѓу вас, како што им прилега на светии, ниту пак срамни и будалести зборови или двосмислени приказни, што се неприлични, туку само благодарност. Зашто ова треба да го знаете, дека ниеден блудник или нечист или користолюбец кој идолопоклоник нема дел во царството на Христос и Бог. Никој да не се мами со празни зборови, зашто поради нив доаѓа гневот Божи врз синовите на непокорноста. Затоа не станувате нивни соучесници. Отстранете се од такви работи. Тоа не прилега на оние кои сакаат да се нарекуваат деца Божи. Ако сакате да бидете деца Божи во верата, тогаш имитирате го Бог. Вие некогаш бевте темни, а сега сте светлина во Господ. Живеете како деца на светлината, зашто плодот на светлината се состои во се што е добро, праведно и вистинито. Одлучете се за она што му е мило на Бога. Не учествувајте во бесплодните дела на темнината, туку изобличувајте ги, зашто за она што го прави скришум, срамно е да се зборува. А се што е изобличено, светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно, светлина е. Затоа е речено: стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. Па така, внимавајте добро како живеете, не како безумни, туку како мудри. Ползувајте го времето, ова ми се свига многу. Ползувајте го времето, зашто дните се лукави. Користете го времето. Не дозволувајте ни една минута да ви помине од животот без да искористите како што треба. Зашто времето е кратко. Кратко е времето. Затоа немојте да бидете неразумни, туку разпознавајте што е волјата Божја. И не опивајте се со вино, во него има разврат, но исполнете се со дух.
Разговарајте меѓу себе со псалми и славословија и духовни песни, пеејќи и воспевајќи го Господа во срцата ваши. Благодарејќи му секогаш за се на Бога и Отецот во името на нашиот Господ Исус Христос. Амин. Разликата помеѓу темнината и светлината е евидентна. Не постои жаргон, не постои слика, не постои систем кој ти колку и да го градиш. Ако злото е зло, ако темнина е темнина, тоа ќе се примети. Исто така и светлината. Доброто и светлината ќе се приметат. Од секојаш била и секојаш ќе остане така. Ќе ја приметат сите. За да бидеме вистински сведоци и ученици кои ќе бидат разбрани од светот. Според мене, многу важен е тој аспект да ја учиме култура, да видиме на кој јазик зборува културата. Ние сме во светот. Многу важен аспект. Ние сме во светот. Да не се однесуваме како да сме во облаци. Во никоја, тоа не е корисно за никој, ни за нас, ни за светот. Ние сме во светот, но ние не сме како светот. Ние не сме од светот. И во таа тензија Исус нас не остава. Моментот кога тензијата ќе исчезне, верувате, или сме отишли на едната или на другата страна. Или сме во небото, ангели, летаме веќе во облаци сме, или сме станале безлични, сме се прилагодили на тоа како светот живее. Кај што од сите идам и јас. И готово. Ние сме во светот, но не сме како светот. Исус вели, ако навистина го љубиме, тоа ќе ги слушаме неговите заповеди. Бидејќи неговите заповеди го раѓаат плодот од духот, ова што ви го читав претходно. Љубов, радост, мир, долготрпеливост, кротост, добрина, благост, самоконтрола. Тие нешта кои резонираат длабоко во човечката душа, се нешта кои доаѓаат преку тој активен и жив однос со Бог, однос кој е изграден на љубов. На тој начин, верувам дека го зборуваме јазикот кој е разбизлив за секоја култура по секоја епоха. Амин. Да се молиме за крај. Татко наш небесен, те благодарам за тоа што преку Твојот Син Исус Христос ни оставаш совршен пример за тоа што значи да се биде Твое дете. Господи, Ти не повикуваш да бидеме имитатори, следбеници на Твоите зборови, на Твојот карактер, да бидеме светло во овој свет. Боже мој, тој повик, како што значеше за првите апостоли, значи и за нас денес. Има тотално иста вредност и тотално ист е повикот. Боже мој, сега те молам да не оснашиш, да ни даеш сила, да го живееме тој свет живот во кој сме повикани и да бидеш со нас, Господи. Нека, Господи, навистина бидеме разбирливи за луѓето околу нас, за да можат да ја разберат Твојата радосна вест, да го примат Твоето спасение, Боже мој, и да дојдат до тој однос кој е толку важен, односот со Тебе, Господи. Биди прославен, Господи, преку се што правиме. Амен.